Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или пријатна вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива, подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за емоционалната писменост како рана превенција на родово заснованото насилство. Денес со нас за да разговараме на оваа тема е нашиот гостин Душко, просветен работник. Здраво, Душко, ти благодариме што си со нас. Ви благодарам за поканата. Денес ќе разговараме за една фундаментална, но често занемарена тема, како да ги научиме момчињата да чувствуваат. Ќе разговараме за емоционалната писменост како форма на рана превенција на родово заснованото насилство. Идејата е едноставна, но мочна. Момчињата кои научиле да ги препознаваат, именуваат и изразуваат своите емоции, развиваат емпатија и е помалку веројатно дека подоцна во животот ќе прибегнат кон насилство во односите. Кои се некои од најефикасните конкретни практики или вежби кои едукаторите и обучувачите можат да ги користат за да создадат безбеден простор каде момчињата ќе се чувствуваат удобно да ги искажат своите чувства? Креирањето најпрво на безбеден простор не е магична формула. Тоа е еден сет на намери, практики што ја менуваат динамиката на просторијата. Целта е да се премине од средина каде што чувствата се опасни и слаби, по средина каде што тие би биле интересни и информативни. Клучно е да се почне индиректно, да не биде тоа нешто насилно и брзо. Јас обично користам игра, емоционалниот метеоролог, например. Ги прашувам како беше твојот емоционален временски приказ денес. Беше сончево, облачно, со грмотевици. Ова го симнува да младиот човек од обврската да се представува и да се крие, а преку метафора може да се изрази. Друга практика е моделирање. Јас, како едукатор, прв кажувам: денес се чувствувам малку немир. Како да трепери нешто во мене, им покажувам дека е во ред да се зборува за тоа, затоа што најпрво јас ги искажувам моите чувства. И така безбедноста се гради кога тие гледаат дека возрастниот не се осудува самиот себе си. Безбедниот простор не е место каде се е дозволено. Сепак мора да има јасни правила, да се предвидат работи кои што може би во текот на разговорот ќе испаднат и тоа да биде се осигурано и да влева сигурност. И да има правила, например, како не се исмеваме на ничии чувства. Секој има право да каже: не сакам да одговорам. Слушаме без прекинување. Тоа се некои правила на групата, кога момчињата знаат дека нема да бидат исмејани, присилени и така, се чувствуваат сигурно и се поотворени во разговорот. Сумирано, не се работи за една вежба, туку за култура што се гради. Таа култура почнува од возрастните како модел, од семејството, наставниците и слично, па продолжува преку метафори што го намалуваат тој притисок, а се зацврстува со доследни граници дека ќе има доверба. Можете ли да ни дадете конкретен позитивен пример од вашата практика, каде употребата на вежби за проширување на емоционалниот речник видливо им помогнала на момчињата? Во основа, употребата на вежби за проширување на емоционалниот речник има непосредни и моќни ефекти кај момчињата, што се одразува на нивното однесување. Прво, тие добиваат функционална алатка за саморегулација. Наместо да се чувствуваат преплашени од некоја нејасна, претерана емоционална реакција, која често се изразува како агресија или повлекување, тие почнуваат да можат да ја диагностицираат состојбата. Ова што го чувствувам не е само лошо, тоа е љубомора измешана со несигурност. Оваа поделба е суштинска. Таа ја претвора неконтролираната емотивна бура во одделни елементи кои може да се идентификуваат, а со тоа и да се управува.
момчето поминува од режим на реакција во режим на препознавање. Второ, се склучува трансфер на вештини кон отворена интеракција. Кога едно момче ќе го прошири својот натрешен речник, тој почнува автоматски да го користи тој речник и за да ги толкува однесувањата и чувствата на другите. Процесот на именување на собствените емоции ја гради основата за емпатија поната. Тој започнува да разбира дека, например, неговиот пријател што делува луто, може би всушност се чувствува самено или засрамено или нешто го мачи. Ова ја намалува тенденцијата за конфронтација и го зголемува потенцијалот за поддршки разбирање во групата. Најдлабоко, оваа пракса ја демистификува ранливоста. Во традиционалниот наратив, емоциите, особено оние како страв, тага, несигурност, се сметаат за закана за машкоста. Со ваквите вежби тие стануваат податоци, информација за себе си и за ситуацијата. Оваа промена во перцепцијата е фундаментална. Од нешто што треба да се потисне и што треба да се срами, чувствата стануваат извор на сознание. А кога машкоста не е изградена врз потиснување, туку врз сознание, тогаш нејзиниот израз е помалку веројатен да биде деструктивен. Значи, на крајот, ефектот не е само во тоа што момчето ќе каже се чувствувам повредено наместо да удри. Ефектот е во тоа што тој ќе развие внатрешен систем за навигација, кој му овозможува да се движи низ сложените емоционални води, без притоа да има потреба да го уништува бродот на другите за да преживе. Како конкретно, според вас, градењето емоционална писменост се поврзува со превенција на идно родово засновано насилство? Како процесот на именување на емоциите се претвора во разбирање на туѓите чувства и намалување на агресијата? Емоционалната писменост директно ја спречува агресијата, со тоа што го претвора внатрешниот хаос во јасен јазик. Кога човек може да ги препознае и именува своите чувства, тие престануваат да бидат заканувачки сили што бараат понатаму итно ослободување, а стануваат пораки што може да се обработат. Во ова создава клучен простор помеѓу провокацијата и реакцијата. Простор во кој може да се избере одговор различен од насилството. А тоа е целта. Истовремено, овој процес гради капацитет за разбирање на другите. Човек што ги познава своите емоции, полека почнува да ги чита истите сигнали кај луѓето околу себе. Ако сам доживеал како е да се чувствува да биде ранлив или неправедно осудуван слично, понатаму знае како е кај другиот да му нанесеш такви чувства. Така, емпатијата се развива не како апстрактен морален императив, туку како логичен продолжеток на самопознанието. На крај, насилството често е последен излез, кога сите други канали за изразување се блокирани. Емоционалната писменост ги отвора тие канали. Лутината може да се претвори во разговор за неправдата. Стравот може да се разбере како потреба за поддршка. Кога постојат зборови за болката, потребата за дејства кои нанесуваат болка на друг, драстично се намалува. Кои се најголемите препреки или стереотипи со кои се соочувате кога работите на оваа тема со момчиња, родители или дури и со други професионалци и како ги надминувате? Најголеми препреки се длабоко коренетите верувања дека емоционалноста е спротивна на машкост. Кај момчињата тоа е става. Ако проговорам за чувствата, ќе бидам исмејан, ќе ме сметаат за слаб, за немотен. Кај родителите често е грижата. Не сакам детето да ми биде премногу чувствително или да не може да се брани. Кај некои професионалци понекогаш се појавува скептицизмот. Дека ова е меко или неважно во споредба со академското знание. Вакви ситуации ги надминувам со тоа што не пробувам директно да ги рушам тие верувања, туку да покажам преку практични вредности.
За момчињата ја представувам емоционалната писменост не како зборување за чувства, туку како вештина за решавање на проблеми и самоконтрол. Нешто што ќе им помогне да бидат поефикасни во спортот, во дружењето, да се справуваат со притисокот и да имаат подобра контрола во конфликтни ситуации. За родителите, акцентот е на одржување на врската. Ова е алатка со која вашето дете ќе може да ви каже што навистина му се случува, наместо да се затвора и да постапува импулсивно. Кај колегите пак нудам податоци, конкретни техники што покажуваат како емоционалната регулација се одразува на дисциплината и климата во групата. Клучно е да се зборува на нивниот јазик, да се покаже дека ова не е за очувување на машкоста, за јакнење на машкоста, туку за градење на ефикасна, целна и отпорна личност. Нешто што го бараме сите. Како според вас разбирањето на сопствените емоции не прави помалку склони кон насилство врз другите, особено врз другиот род? Разбирањето на сопствените емоции не прави помалку склони кон насилство. Затоа што ја отстранува главната причина за агресија. Нејаснотијата и стравот од самите себе. Кога не знаеме што чувствуваме, непријатните емоции како лутина, страм, немоќ не исчезнуваат. Тие се акумулираат како притисок кој понатаму бара ослободување. Насилството, особено врз оние кои што се гледаат како помали или под контрола, често жени, деца, да речеме, станува канал за тој неискажан страв и фрустрација. Тоа е обид да се врати чувството на контрола, преку контрола на друг. Кога ги разбираме своите емоции, се случуваат две клучни промени. Тоа е, ја губиме потребата да обвинуваме други за нашата внатрешна состојба и како второ, развиваме капацитет за предпазливост. На крај, насилството е честопати комуникација на болка кај некој што нема зборови за неја. Разбирањето на сопствените емоции ни дава речник, можност да кажеме и да објасниме со зборови што е. И кога тој речник постои, насилството станува избор, а не излез. А кога е избор, поголем дел од мажите ќе изберат да не повредат некого и најмалку оние што ги сакаат. Зошто е важно да се научат децата за чувствата, за да се спречи насилство подоцна во животот? Тоа е многу важно, затоа што насилството е всушност нерешена емоција која излегува на погрешен начин. Кога детето нема да научи да ги препознава, именува и да управува со своите чувства, тие чувства не исчезнуваат. Тие талкаат некаде, внатре се кријат или ќе експлодираат можеби. Насилството кон другите често е префрлена болка. Начин да се истера надвор акумулираниот внатрешен страв, немоќ или лутина, што детето само не може да го реши. Да научиш дете да чувствува, значи да му дадеш внатрешна алатка за навигација. Наместо да удира кога е луто, да научи да каже, се лутам, но ќе барам решение. Наместо да малтретира други деца или останати кога се плаши, да не биде ранлив, ќе може да си каже, се плашам дека не сум доволно добар. Или наместо да ја пренесува својата болка врз послабите, ќе може да побара помош. Ќе биде слободен да го направи тоа. На крај, детето што разбира како функционираат емоциите кај себе, полека почнува да ги чита и другите. И кај другите всушност таквите емоции. Развива емпатија, способност да замисли како се чувствува некој на кого му се смее или го удира.
Тоа е природна спротивност на малтретирањето. Со други зборови, образувањето за чувства е превенција. Гради внатрешен имунитет против потребата да се повредуваат другите, за да се ослободи собствената нелагодност и непријатност. Што би им порачале на родителите и наставниците кои сакаат да го поддржат емоционалниот развој на момчињата, но не знаат од каде да почнат? Порака до родителите и наставниците кои сакаат да го поддржат емоционалниот развој на момчињата е најпрво да започнат од себе. Прво, разгледајте ги вашите ставови за машкост и емоциите. Дали сметате дека плачењето е слабо? Употребувате фрази како не плачи како девојче, свеста започнува кај возрастните, голем си и слично. Потоа, започнете со телото, не со зборови. Кога момчето е вознемирено, не започнувајте со прашање што е, туку со наблюдување. Па кажете, гледам дека стискаш раце, гледаш дека му е непријатно, не ми гледаш во очи. Моето тело, кога е нервозно, исто така прави нешто слично. Ова го симнува притисокот од треба да се зборува и го поврзува со физичката реалност на чувството. Воведувајте емоционален речник. Што мислиш дека е би било, како знаеш, дали некога си се чувствувал слично, дали си во безбедна средина и слично. И најважно, бидете подготвени да слушате, да поправате, да дополнувате, не грижи се, заборави, тоа не е тешко, ќе помине, разбирам зошто се чувствуваш така. Влезете во ситуација, всушност. Започнувајќи овде, не ги учите момчињата да бидат подготвени, туку да градат внатрешна сигурност. А таа, всушност, е основа за нивен интегритет. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема. Ви благодарам за поканата и можноста да се изјаснам јас за оваа тема која што навистина е значајна и ги засега младите. Благодарам што бевте со нас. Градењето свет без родово засновано насилство не започнува само со осуда на лошото однесување, туку и со активна поддршка на доброто, а доброто започнува со здрава емоционална интелигенција уште од најрана возраст. Во следната епизода ќе зборуваме за моќта на барањето помош и менталното здравје како превенција од насилство. Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива. Подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за она што често се смета за најголема слабост, а всушност е знак на голема моќ. Актот на барање помош. Денес со нас, за да разговараме на оваа тема, со нас е нашиот гостин Димче, активист во цивилниот сектор со работно искуство од повеќе од 25 години, кој бил ангажиран на проекти со различни целни групи. Здраво, Димче! Ти благодариме што си со нас. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Денес ќе разговараме за тоа како психолошката поддршка, менторството или заедницата можат да ги сменат животите на мажите и директно да спречат родово засновано насилство. Нетретираниот стрес, срамот и потиснатите емоции често ескалираат во контролирачко или насилно однесување. Од друга страна, мажите кои научиле да ги разбираат, изразуваат и регулираат своите емоции, се помалку склони под насилство и повеќе способни да градат почитувачки односи. Како ја оценувате вие улогата на половите и родовите во нашето општество? Како уште од деца сме програмирани според очекувањата на средината, родителите и општеството? Интересна тема. Првично затоа што не се дава многу значење да разговараме на оваа тема, не им се дава дури на младите многу простор да разговараат за оваа тема.
Пред да почнеме да зборуваме за улогата на родовите во нашето општество, би сакал малку терминолошки да се осврнам и да ги направиме основните разлики што е помеѓу пол и род. Бидејќи македонскиот јазик ги дистанцира овие две работи. Значи пол имаме машки и женски, а род или родови прашања или на джендер иши што стана популарно последнава декада, нели, да се разговара и да се истражува и да се работи на тоа е како половите се однесуваат во општеството. Тоа се веќе родови прашања. Значи како машкото се однесува во едно општество, како женското се однесува во едно општество. И тука треба да ја направиме таа првична, базична, ова малку груба, нели, поделба терминолошки. Сега кога зборуваме околу очекувањата, свесно или не, прво, ние сме се уште некоја си традиционално општество, каде што уште од мали гледаме да ги ставиме во некој колосек, во некој калап, би рекол, улогата на момче и на девојче. Во која смисла? Ние од мали кажуваме дека, нели, машкото не сме да плаче или дека е срамота ако машкото плаче. Затоа што со самото тоа што машкото плаче покажува емоции, покажува слабост. Тоа не е нешто што средината, семејството, општеството го очекува од машкото. И од тука се моделира некој профил на некој идно машко кое што не познава срам, не познава страф. Од друга страна пак, за девојчињата е во ред да искажат емоции, да плачат, затоа што тие се као понежниот, помекиот пол. Тоа е некоја главна стереотипизација која што не само кај нас, но во глобала постои во сите општества. Има разни примери. Например, ако се сеќавате во нашите учебници, дури во основно училиште, кога ќе отворите некој од сликите, тамо се гледа како таткото во семејството седи чита весник на новина или на кревет, додека мајката е во кујна. Значи, свесно или несвесно, уште од мали се става улогата дека на девојката, на идната мајка, местото и во кујна, а на машкото, како, нели, столб на семејството, е да се грижи за семејството и кога ќе стигне дома, тој треба да се одмара. Значи, некои такви слики, без разлика што може би се пренесени од некој друг систем во минатото, се уште постојат. Значи, ние од мали се програмираме кој е улогата, кои се очекувањата на девојчињата и на машките кога ќе пораснат, каде би им било место во општеството. Слични примери се еве вие кога последен пат сте купиле поклон за родење за некој девојче. Дали кога одите во продавница гледате на рафт кај девојчињата или кај машките? Многу ретко за машко се купува кукла, нели? Или е срамота да се купи кукла, затоа што машкото не сме да игра со кукли. Или кај девојчињата да се купи, не знам, меч, пиштол, штит, камион, кран, некои такви работи што се очекува дека ќе бидат во иднина некои машки работи. Значи, ние и со самите поклони, со самото тоа однесување, ги профилираме некои си идни наши, нели, жители тука, како да се постават во општеството. Што според вас значи да си машко или женско во нашето општество и кои се очекувањата на средината? Па како што веќе истакна, значи од машкото се очекува да биде, нели, заштитник, да биде силен, да биде цврд, да не покажува емоции, да се грижи за семејството, да создава, да ствара, за да создаде некоја си комотна атмосфера, ситуација каде што би можел да развива свое семејство. Додека од жената, женското, девојчето, нели, се очекува да се грижи за тоа семејство. Пак ќе кажам, ова е некоја си груба вака обзервација од наша страна, работите се менуваат, не дека се исти како пред 50 на години и сега, не дека нашите мајки, баби, дедовци ги имале истите овие работи. Вие се сеќавате дека до пред извесно време дури за машко се купуваше само плава или некоја потемна боја, за девојчиња се купуваше само розе. Сега во денешно време ќе видите дека и машките носат, не знам, патики со црвена боја и со розе боја и тоа е станува веќе како нормално. Тоа не значи дека се менуваат улогите, туку дека се прифаќаат некои разлики што во минатото биле несвојствени, неприфатливи, чудни, можеби наметнати од западот или како и да сакате. Но дека се менуваат работите, се менуваат.
Околу искажувањето на емоциите, пошто преска малку го начнавме како тема, е интересна. Барањето на искажувањето на емоции прво е малку чудно и за двата пола. Ние немаме навика да користиме и во нашата секојдневна комуникација не знаеме да ги скажеме нашите емоции и потреби. Има една техника која се вика ненасилна комуникација или non-violent communication skills, каде што ги офаќа овие 4 аспекта во секојдневната комуникација, каде што се учат, посебно младите, преку обзервација да ги скажуваат своите потреби и чувства. Како оди конструкција на таа реченица, што ние често, што многу ретко ја користиме. Значи, прво е обзервација, што гледам, што слушам. Значи, кога гледам, слушам дека нешто ми правиш лошо. Ги искажуваш своите чувства, дека со тоа што ти го гледаш и го слушаш, дека буди некакви лоши чувства кај тебе. Ние го избегнуваме тој момент затоа што не сакаме да ги кажеме нашите чувства, затоа што сметаме дека тоа е момент на слабост. Со самото тоа што кажуваме дека сме повредени, дека се чувствуваме лошо, дискриминирано, му даваме на знаење на соговорникот дека можеби некои работи ни сметаат. Ние овие елементи ги избегнуваме и не се дел од нашата секојдневна комуникација и тие се основа за некои идни конфликти во иднина. Потоа, откако ќе ги скажеме нашите чувства, не е лошо да ги скажеме нашите потреби, затоа што не секој е свесен за потребите на другиот. Ние сме свесни за потребите на нашите, ама мислиме дека се подразбери дека другата страна би требало да ги разбере нашите потреби. Не секогаш нашите потреби се толку очигледни. Значи, основата за некои идни фрустрации, проблеми, анксиозност, стресни ситуации доаѓа затоа што ние немаме правилна комуникација во минатото, кое што ставајќи ги работите нели под тепих, доведува до некои стресни конфликтни ситуации во иднина. Дали сметате дека притисокот што го чувствуваат половите може да биде основа за родово засновано насилство? Апсолутно. Значи, може да биде едно од основите, нормално, за некое идно семејно насилство. Притисокот што го создава средината, општеството, семејството, дека мора машкото да обезбеди средства, мора да обезбеди кров над глава, мора да обезбеди пари, мора да ги школува, мора... Ова кога кажувам мора, не значи дека само машкото, но кај нас перцепцијата, стигматизацијата е дека машкото е одговорно за овие работи. Затоа неколку пати го потенцирам ова. Дали кога тоа дека се согласувам со некои вакви работи. Двата родители треба активно да придонесат за градење на едно функционално семејство. Но до дисфункционалноста доаѓа кога да кажеме машкото се чувствува неспремно да ги исполни очекувањата кои што биле зададени од некој друг. Он ги чувствува на својот терет тие очекувања и како одминува времето доколку смета дека не ги исполнува, тоа доведува до анксиозност, стресна ситуација, конфликти и такви работи. Лутината која што се јавува после тоа е мощна не само емоција, не знам како би го рекол, алатка, елемент кој што доведува до проблеми во семејството. Уште еден голем проблем е кој што не сме свесни, немаме навика, немаме традиција, е барањето помош доколку сме свесни дека сме западнале во некоја ваква ситуација. Во контекст на превенција на насилството, зошто е од клучно значење да се нормализира идејата дека мажите бараат помош за своето ментално здравје? Значи, би рекол не само мажите, било кој што смета дека има потреба, не е ништо нити срамота, нити страшно да си побара професионална помош. Пак ќе кажам, кај нас сето ова е се уште малку странно, затоа што ние гледаме амерички филмови, гледаме тамо дека си одат луѓето да си бараат некоја помош, разговараат со психијатри, со психолози. Ние сметаме дека кога одиш на психијатар, на психолог, дека нешто не е во ред со тебе, дека, нели, како викаат, не сум ја будела, па да разговарам за такви работи. Значи, не треба да бидеш будела, треба да чувствуваш дека нешто со твоите емоции, со твоите чувства не е во ред, дека тоа ти се одразува на твојот секојдневен живот и да побараш помош.
Интересна работа е што кога, не знам, ако те боли зап, одма иде одиш на забар. Ако имаш проблеми со срцето, одиш на кардиолог. За секој орган во човечкото тело има посебен доктор. Само мозокот не го третираме соодветно, затоа што сметаме, ако побараме помош за тој орган кој што сметаме дека нешто не е во ред, можеби во моментот со него, дека е срамота и дека е стигма, дека не знам кој збор да го потребам, е доколку побараш професионална помош за твојата емоционална состојба во тој момент. Значи, нормално е да се побара помош и во контекст на превенција на насилството, значи секој човек, и мажите и жените, да побараат помош за своето ментално здравје. Што би им порачале на слушателите, особено на мажите кои може да се чувствуваат преоптоварени, изолирани, но се плашат да прозборат или да побараат професионална поддршка? Кои се првите чекори кон ослободување од товарот на мора да се биде силен и да се побара помош? Би кажал дека е апсолутно нормално, дури и здраво, доколку се поразговара со некој што е професионалец во оваа област. Знаете, ние секогаш кажуваме, моите проблеми ги кажувам во моето друштво. Значи, друштвото е супер, ќе ги сослуша твоите проблеми, но не знае како да ги канализира твоите проблеми. Како да ја води дискусијата и како да ја затвори тој циклус. Значи, супер е што ние си имаме тој социјален елемент, нели, друштво, кафани, такви работи, но сепак има професионалци кои што одвоиле 6, 8, 10 години од својот живот студирајќи баш за вакви проблеми и кои што се таму баш за вакви работи. Нема ништо страшно, нема ништо лошо доколку машко побара психосоцијална поддршка. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема, за искрените и интересни и многу корисни примери денес. Вистинската сила лежи во храброста да се биде ранлив и да се признае дека никому не му е лесно. Градењето свет без насилство започнува со градење на здрави, самосвесни поединци кои знаат дека не мора сами да се борат и можат да побараат помош. Ви благодарам на поканата, интересна тема, нормално ова е тема која што можеби ни треба и повеќе време, но во некоја друга прилика. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, да побараш помош не е знак на слабост, тоа е најчист израз на храброст. Тоа е чекорот што го прават само најсилните, да признаат дека не мора да се борат сами и да ја отворат вратата кон поддршка, раст и вистинска сила. Во следната епизода ќе зборуваме за споделената грижа во домот, еднаквоста како темел против родово засновано насилство. Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или пријатна вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива, подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за различни видови на машкост и алтернативни модели кои ја отфрлаат доминацијата. Денес со нас, за да разговараме на оваа тема, е нашиот гостин Живе, проектен координатор со долгогодишно искуство кој работи со едукатори, тренери и млади мажи. Здраво, Живе, ти благодариме што си со нас. Здраво, Благородна, ви благодарам на поканата. Кога ќе го слушнеме зборот машкост, честопати мислиме на еднодимензионална слика, доминантен, непобедлив и емоционално отпорен лик, но што ако кажеме дека таа слика е само еден потесен дел од спектарот? Постојат илјадници начини да се биде маж, а многу од нив се основани на вредности кои се спротивни на насилството, соработка, грижа, чувствителност и хармонија. Денес ја истражуваме оваа разновидност, различни културни и лични модели на машкост кои не се градат врз доминација, туку врз конекција. Во секојдневниот живот, многу мажи чувствуваат притисок да се однесуваат на одреден начин, да бидат тврди, да не покажуваат слабост, да доминираат. Што е најголемиот мит за тоа како треба еден маж да живее и кој е вашиот став за тоа? Мислам дека најголемиот мит што цело време го среќавам повторно и повторно е идејата дека
Вистинскиот маж секогаш треба да биде силен, стабилен, непопуслив и емоционално недопирлив. Мислам дека овој мит ни кажува дека ако покажеш страв, тага, ранливост или збунетост, тогаш си помалку маж. Јас длабоко не се согласувам со тоа. Напротив, мислам дека токму оваа перцепција создава многу фрустрации и конфликти во животот на мажите. Кога мажите се чувствуваат како во кафес, да кажеме, нивните емоции не исчезнуваат, тие се акумулираат, претворајќи се во бес, агресија, потреба за доминација и така натаму. Мојот став е дека машкоста не треба да биде ограничување или задолжителен образец, туку тоа да биде простор во кој можеме ние да растеме како личности, да се учиме да се поврзуваме со себе, а да се поврзуваме и со другите. Слободата е да се биде емоционален, ранлив и отворен, всушност е суштината на таа вистинска сила на машкост. Во светот постојат многу култури каде машкоста не се дефинира преку војна или доминација, туку преку уметност, грижа, медитација или одржување на хармонија. Можете ли да ни споделите конкретни примери на такви алтернативни модели на машкост? Како тие модели, според вашето истражување или искуство, придонесуваат за помала стапка на насилство во односите? Да, добро прашање. Постојат многу култури каде машкоста се цени преку грижа, внимателност, емпатија и така натаму. Например, кај одредени домородни заедници во Јужна Америка, мажите се сметаат за вистински лидери, не по тоа колку се агресивни или физички моćни, туку по тоа колку се способни да се грижат за заедницата, да ги слушаат другите, да одржуваат рамнотежа и друго. Исто така во источните култури машкоста често се поврзува со внатрешната дисциплина, медитација, внимание, контрола на умот. Таму силата не е во доминацијата, туку е во способноста да останеш смирен и присутен, дури и во стресни ситуации. Уметноста, раскажувањето, приказни и грижата за деца во некои култури исто така се сметаат за машки активности. Кога мажите се поврзани со сопствените чувства и со другите, тие се помалку склони кон насилство. Причината за тоа е едносавна. Ако не можеш да се докажеш дека си над другите и да се почувствуваш вреден, нема потреба да повредиш или да доминираш над некого. Овие модели создаваат здрава, почитувачка средина каде мажите учат како да бидат силни, но не на штета на другите, туку како поддршка на другите. Многу мажи си поставуваат прашања за своето тело. Дали сум доволно мускулест? Дали изгледам како вистински маж? Кој е вашето мислење за ова и дали сметате дека мажот мора да биде секогаш силен и непобедлив? Што може да помогне да се свати дека тоа е мит? Телото е уште еден голем извор на притисок. Многу мажи живеат со постојан страв дека не се доволно високи, дека не се доволно мускулести и дека не се вистински маж. Ја лично сум поминал низ периоди кога мојата вредност како маж ја поврзува со физичката сила и со издржливост. Со текот на времето, преку лични искуства и разговори со други мажи, сватив дека тоа е уште еден мит. Телото старее, се менува, има своји граници. Она што навистина останува е нашиот однос кон себе и кон сопствените ограничувања. Кога прифаќаме дека слабостите и ранливоста се дел од нас, тоа не не прави помалку силни. Напротив, тоа е знак на вистинска внатрешна сила. Да се биде отворен за сопствените слабости создава поврзаност со себе и со другите. Ми помогна да развием поголема емпатија, да разберам дека несигурноста е човечка, а не несоодветна за мажите. Тоа е сознание кое е ослободувачко, го ослободува мажот од затворот на перфектната слика за себе и понатаму дозволува вистинско растење. Понекогаш луѓето се плашат дека усвојувањето на помирни модели на машкост, кои се засноваат на разбирање, а не на сила, може да ги направи мажите слаби или неатрактивни. Што вие би им одговориле на тие стравови? Како, например, се гради самодоверба кога не се следи традиционалниот пат? Мислам дека вистинската самодоверба не доаѓа од тоа колку може да доминираш или колку можеш да го понижиш другото лице. Самодовербата се гради кога знаеш кој си, кога живееш според сопствените вредности и кога не се плашиш да бидеш автентичен.
Усвојувањето на овие помирни модели, односно имањето самодоверба, не те прави слаб. Тоа те прави човек кој е присутен, внимателен и способен за вистинска поврзаност. Кога ќе прифатиш оваа перспектива, ги привлекуваш луѓето, привлекуваш и ситуации кои се засноваат на почит и искреност. Атрактивноста не е во силата, туку е во автентичноста и способноста да се биде отворен, да се слуша и да се разбере другиот. Сосема е разбирливо еден млад човек да се чувствува поделен меѓу две желби. Од една страна, внатрешна потреба да биде добар, почитувачки и автентичен, а од друга страна стравот дека општеството ќе го смета тоа за слабост и ќе го изгуби статусот или прифаќањето. Ако може да споделите ваше размислување на темата во однос на прилагодување на сликата за силен маж, какви конкретни дејства, разговори или одлуки треба да бидат поттик за младите луѓе? За младите ова е навистина голем предизвик. Тие се во период кога постојано се споредуваат со други, кога општествените очекувања за тоа како треба да изгледа и да се однесува еден вистински маж се многу силни и кога секоја нивна несигурност се чини како недостаток. Мојата порака до младите е силата не е во тоа да се вклопиш по секоја цена или да следиш некоја дефиниција за машкост. Напротив, вистинската сила е во тоа да имаш храброст, да се приспиташ за моделот кој ти е наметнат, да размислуваш критички и да избереш пат кој е во согласност со своите лични вредности, а не со стереотипите околу тебе. Да речеме како конкретни чекори, за тоа може да се каже да зборуваш искрено со некој кому му веруваш, пријател, наставник, член на семејство, ментор, кој да споделиш стравови, збунетост или сомнежи, не значи слабост. Напротив, тоа е начин да ја ослободиш тензијата што се создава од притисокот да се однесуваш како маж. Кога зборуваш отворено, тоа не е само што ти помага тебе да ги разбереш собствените емоции, туку ја гради и довербата и блискоста со другите. Следниот чекор е да научиш да поставуваш граници. Понекогаш младите се чувствуваат притиснати да се согласуваат со се или да следат некакви навики и очекувања кои не им одговараат. Поставувањето граници ја покажува твојата самопочист и самосвест. И токму тоа е едно од најважните нешта што учи дека силата не е во доминацијата, туку во интегритетот. Исто така треба да се избира почит наместо агресија во секојдневниот живот. Кога си во конфликт или во несогласување, изборот да се слуша другата страна и да се комуницира со внимание, наместо да се реагира со бес или потреба за контрола, е вистинска пракса на зрела машкост. Тоа не значи дека треба да се попушти секогаш, туку дека може да бидеш цврст и одлучен без да го повредиш другиот. Овој избор создава чувство на сопствена сила, што не зависи од тоа како те гледаат другите, туку од тоа колку си верен на своите принципи. И како последен чекор е да се вклучиш во активностите кои те поврзуваат со собствените емоции и со внатрешниот свет. Тоа може да биде спорт, уметност, волонтирање, музика или било што ти помага да се сретнеш сам со себе. Овие активности ја градат свесноста со твоите чувства, го зајакнуваат самопочитувањето и создаваат простор за емпатија кон другите. Сите овие мали свесни одлуки кои се практикуваат постојано ја редефинираат сликата за тоа што значи да се биде маж. Тие го трансформираат традиционалниот стереотип од непобедлив и недопирлив во концепт на машкост, што вклучува храброст, автентичност, почит и емпатија. На тој начин младите луѓе започнуваат да градат доверба од собствените вредности, да се чувствуваат сигурно со својата кожа и да создаваат односи засновани на почит и разбирање, а не на страф и конкуренција. Ако треба да ја сумирате целата оваа тема во една порака до мажите кои слушаат, што е едно нешто што сите можат да го започнат денес за да градат поинклузивна и помиролюбива верзија на себе си? Ако треба да ја сумирам целата оваа тема во една порака, би рекол дека се започнува со едно едноставно, но нешто многу моќно. Започнете да се слушате самите себе си, па потоа другите. Постојат многу очекувања и стереотипи за тоа што значи да се биде маж, дека треба да си непобедлив, да не покажуваш емоции и да доминираш. Но вистинската сила се учи кога ќе се запрашаме, што навистина чувствувам сега? Зошто реагирам вака? Дали мојот одговор ја отсликува мојата вистинска вредност или е резултат на стереотипите околу мене? Започнувањето со слушање не значи дека веднаш мора да решиш се или да најдеш одговор на се.
Може да биде еден едноставен чекор. Вечерта кога си сам, одвој неколку минути и само обрни внимание на тоа како се чувствуваш. Препознај тагата, фрустрацијата, радоста, збунетоста и дозволи си да ги именуваш тие чувства. Кога тоа го правиш редовно, се создава навика на емоционална свесност која потоа се пренесува во секојдневниот живот. Следен чекор е да ја практикуваш свесноста во односот со другите. Кога ќе сватиш што чувствуваш, тоа ти овозможува да реагираш од разбирање и емпатија, а не од страв, бес или потреба за доминација. Например, у момент кога се случува конфликт со партнер, пријател, колега, можеш да застанеш и да си речеш како се чувствувам сега, што ми е важно во оваа ситуација, како можам да одговорам на начин што е почитувачки и конструктивен. Овие мали свесни пракси да се слушаш себе, да ги именуваш емоциите, да се поврзаш со другите, на основа на разбирање и почит, се вистински пат кон поинклузивна и подобра верзија на себе. Не е нешто што се постигнува преку ноќ, ниту преку големи драматични промени. Тоа е патување составено од мали секојдневни чекори. И она што е најважно е дека ова патување не е само за тебе. Кога мажот учи да ги разбира своите емоции и да се однесува со почит кон другите, тоа создава ефект на синџир. Родителите, децата, партнерите, колегите, сите околу нас се директно погодени. Една заедница која се движи кон разбирање и емпатија создава посигурни, поздрави односи, посилни врски и посилно општество. Затоа, мојот совет е едноставен, но моќен. Одвојте време да се слушате самите себе си, да се сретнете со своите чувства и да практикувате присутност и емпатија кон другите. Овој избор да бидете отворени и внимателни кон себе и кон светот околу вас е најдобриот почеток на патот кон вистинска машкост. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема. Ви благодарам уште еднаш за поканата, на вистина интересна тема. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, нема еден правилен начин да се биде маж. Постојат многу патишта. Кога дозволуваме разлики и кога не се срамиме да покажеме дека не сме совршени, ние всушност правиме помалку опасен и подобар свет за сите. Да не сакаш да доминираш над другите не те прави слаб. Те прави човек со вистинска внатрешна сила. Сила да бидеш свој, да се поврзеш со другите и да живееш исполнет живот. Во следната епизода ќе зборуваме за здрави врски, согласност, граници и еднаквост во секојдневниот живот.